Почитувани сограѓани, сообраќајот представува значаен и секојдневен дел од животот во нашиот град. Организиран сообраќај и ефикасен сообраќајен ред представува императив за секоја одговорна локална власт и за секој посветен градоначалник. За жал, Битола од ден на ден во се поголем сообраќајен хаос заради ненавременото и несоодветно планирање и примена на сообраќајните правила и принципи. Ги нема ветените паркинг места во катните и подземните гаражи на Талевски, кои помпезно ги најавуваше. Денес, од ветувањата на Талевски останаа само спомените од исечените липи на улица Борис Кидрич и оправданиот гнев на граѓаните од обидите за изградба на катна гаража во нивниот двор. Ова е вистинската слика за неспособноста и немањето визија на актуелната локална власт. Денешната реалност во Битола говори за автомобили на тротоарите, уништени и узурпирани зелени површини, узурпирани училишни дворови и спортски терени како што е овај овде. Зголемено загадување од издувните газови, додека возилата кружат бидејќи паркинг места во Битола нема. Токму затоа, јас како иден градоначалник, заедно со мојот тим, ќе посветиме сериозно внимание на овој горлив проблем, а решението на истиот ќе значи растеретен, организиран и безбеден сообраќај во нашата општина. Ние се обврзуваме за обезбедување и изградба на дополнителни 2000 паркинг места кои ќе ги овозможиме преку промена на режимот на сообраќај од двонасочен во еднонасочен, со што дел од сегашниот коловоз би се одбележал за паркирање. Бележење на паркинг места таму каде што има можност, а моментално не се предвидени. Поставување на монтажни катни гаражи, со што би се дуплирал бројот на паркинг места. Изградба на паркинг простор на места предвидени со генералниот и деталниот урбанистички план. Подземна гаража во новиот покриен пазар. Битолчани од овие мерки ќе ги имаат следните бенефити: чист воздух и здрава животна средина, зачувано зеленило покрај коловозите, слободни тротоари за пешачите, намалена можност од казни за непрописно паркирање, подобар изглед на градот. Заедно да се избориме за убава, сообраќајно безбедна и организирана општина. За нашата иднина, за нашата Битола, време. Против кандидат кажа дека 16 теми што ги најавивте, поголем дел се слофаѓале со неговата програма и обвинува дека се целосно препишани. Има вистина во тоа? Бидејќи Талевски настоа се занимава со пакување на куферите, говори за нашата изборна програма и за нашите проекти, сакам да му порачам неколку работи. Во изминатите 8 години излезе пред граѓаните на општина Битола со 2 изборни програми. Дали се препишани, дали се напишани, тоа е нивни проблеми. Но она што знам и она што можам да го кажам е дека најголем дел или скоро сите топ ветувања кои ги имаше даено пред граѓаните на општина Битола не ги реализира. Ги нема катните гаражи кои ги ветуваше во неговите програми. Ги нема подземните гаражи кои ги ветуваше во неговите програми. Го нема затворениот базен. Го нема киното Манаки. Ја нема топлификацијата. И нема уште многу други ветувања со кои ја доби и ја бараше поддршката од граѓаните на Битола. Затоа, час поскоро, нека си ги пакува куферите, доаѓа нова локална власт која има визија како ќе изгледа Битола во наредните 4 години.